На еден ден сме од објава на резултатите на Тесла, па денес сакам да го споделам моето мислење и мојата анализа во врска со earning call на Тесла за вториот квартал. Споделам екранот. И ако погледнеме за претходниот квартал, имавме рекорден број 479.700 произведени возила, како и 466.140 произведени и деливер направено на возила. Значи, ова беше рекорден квартал. До сега Тесла нема токав број на произведени возила во исти квартал и автоматски тоа целото придонесе да имаме голем скок на акцијата на Тесла. Може да погледнеме тука резултатите, обично секојаш ги дават на првите денови, дали први или втори од следниот квартал. Значи, јули 3 веќе, маркетот кога беше отворен, имавме огромен скок од 261 на 281 само поради тоа што Тесла имаше рекорден број на произведени возила. И сега, имаше голем хајп текот на овие денови, доста од инвеститорите влегуваа во акциите, тоа се супер, ама сега сакам ја да ви ја кажам реалната слика. Може доста пребрзо влегуваат некои со различни толкувања и анализи, ама моја е сега да ви ја кажам реалната слика како изгледа моментално на Тесла. Нека го погледнеме прво нивниот апдейт за претходниот квартал. Зашо сакам да го покажам претходниот квартал? Само за една работа да ја продискутираме, а тоа е, ќе се сконцентрирам денеска на cash flow, на free cash flow. Значи, претходниот Q3 имавме и претходната година 1,8 милиарди free cash flow. Кој ден веќе ни е намален тај cash flow. Сега е 0,4 милиарди или 400 милиони. Значи, има шанса сега, у Q2, што самите знаеме колку ги намалија маргините за возилата. Некаде по 4-5 илјади долари беше намалена Model 3 и Model Y. Да не зборам за S и X, дека имаше некаде намалување од 10 до 15 илјади долари. Целото тоа ќе афектира, според мене, и има шанса после долго време Тесла да биде негативен кешфлоу. Целото тоа ќе допринесе кај некои инвеститори да има паника и брзо продавање на акциите. Ради тоа што сите не се спремни и не ја гледат целата голема слика што Тесла може да им ја понуди. Значи, моментално, претходниот квартал, имаме free cash flow од 400 милиони. Очекувам дека можеби Q2 со намалувањето на цените дека ќе се намале тај cash flow и дека може и негативен да биде. Во таква ситуација просто сум сигурен дека цената на акциите би можела да оде надоле, пошто сите не се навикнати на тоа. Е сега, сакам уште на друга работа што сите ми ја поставуваат и ме прашуваат. Например, цело време се дискутира и мовето е дека Тесла на баланс шито има 22 милиарди долари и дека се наоѓа у супер добра кондиција финансиска. Мислам дека не е баш толку се розево. Точно е. Значи тука, ако го погледнеме current assets и cash equivalent investments, имаме 22 милиарди. Само ако идеме на еден дел надоле, дека треба да ги видиме account payable, accurate liabilities and other и сличните работи, ако ги собереме,
ќе видиме дека тука има повеќе од 24 милиарди. Значи, од една страна имаме кеш 22 милиарди, од друга страна имаме за експензис како за плаќање, за инвестиции, за се 24. Дури очекувам дека има шанси у овај квартал сега да најават дали позајмување од некоја банка, дали да се задолжат повторно кај инвеститорите и слично. Ситуацијата, мислам дека цело време ќе ја држат у наредниот период да биде кеш флоу околу нулата, за да оде голема експанзија, да има голем број на возила и со самото тоа да се остварат поголем простор за full self driving после да продадат на повеќе возила. Таа е стратегијата што ја мислам дека Тесла ја применува моментално. Очекувам нели наредниот квартал веќе Cybertruck да почне да се произведува. Сигурен сум дека тоа ќе бидат мали количини, дека исто ќе се оде у загуба, така да наредниот период, ако ја гледаме од оваа перспектива, изгледа малце турбулентен и проблематичен, но на долг рок, со самото тоа што Тесла веќе прави рекордни продажби, ќе се намалат трошоците, ќе добијат малце подобра оперативна маргина и ќе може да се постигнуваат се подобри и подобри резултати. Се до моментот, додека имаме grow, тај grow мислам дека треба да биде помеѓу 35 и 50% на годишно ниво, се додека го имаме тоа, ситуацијата е одлична. Значи, долгорочно ќе си стомам, па не е ово финансиски адвајс што ви го давам јас. Ово е само моје мислење, моја анализа на моменталната ситуација и сум должен на сите што сте приклучени нели на мастер класот за инвестирање да ви давам барем за тие акции јас што ги следам, анализи и да ви го кажам моето размислување. Ово видео ќе оде најпрви на мастер класот, а утре по завршување на маркетот по затварање ќе го покажам и на останатите. Доколку имате било какви прашања, слободно пишете ми и ќе ги продискутираме.